2 недели семејствата Петрови и Митеви од зградата на улицата Енгелсова број 4 се без вода за пиење. Не им е јасно како е можно само тие да се без вода кога нивните состанари го немаат тој проблем. Доле рика вода у подрумите и ни плаќат вода, ни струја, ни ништо, а они имат вода. Ние немаме ништо. Не може да сомним некако, јас лично знаеш вака, дека некој стопира дека надува. Меѓутоа, се дека не се доле провере, кај што сумњат, што викат, знаеш во оноа, не може да кажам на кој вентил е стопре. Револтирани, Митеви и Петрови постојано реагирале кај надлежните. Во случајот акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, чии станови ги користат плаќајќи кирија и јавното предпријатие ИСАР. Па се вали беше кај градоначалникот, немаше градоначалникот, вчера дека директор уопште не ме земал во обзир. Нима обетне направисаме мене да не беше ме. Во стамбено да сме направиле список на станари тука колку што се. Тоа е едно. Друго. Овие викат истото, знаеш, тамо да се направи. Во ИСАРО, да со компресор да испитале линијата понапред дека е дефеко. Во очекување на решение, овие семејства на разни начини се снаоѓаат во обезбедувањето на вода за пиење и одржување на личната хигиена. Јас станам околу 2 сата ноќта и напунам тенџерче, напунам туби под вечки. Од чешмата тече, ноќта тече. Значи преку ноќ има, да, нема. Да. Добро и? И така напунам вода и од кај ќерка ми донасаме за пиење и тоа. Бензинска, од дека најдеме од там вода. Ја. Со кола отиде донесе вода. Ти нема да веруваш дека спун се допера го напунаме. На што личи тоа? Оптимистички тонови дека наскоро проблемот со водата ќе им биде решен, но и за причината зошто 2 недели нивните чешми им се суви. За телевизија Стар денеска говори директорот на акционерското друштво за стамбен простор Боро Димков. Јас не би рекол дека е баш така како што ви го пренеле, не дека немаат вода, туку немаат доволно притисок на цевководот. Тоа од проста причина, значи се работи за дотрајани стари цевти, каде што прилично се затнате според кажувањето на моите стручни лица и во контактите со ИСАР. Денес тие веќе зедо оврска ИСАР дека ќе проверат со некаков вид на испумпување дали ќе може да ги почистат цевките или не. А ако не, значи втората варијанта е решавање на замена на цевководот. Тоа е веќе од кај нас пуштено барање за добивање согласност за тековно инвестиционо одржување на објектот и во многу кратко време ќе биде решено. Во меѓувреме, со шишиња и туби, Митеви и Петрови ги надоместуваат потребите од вода за пиење. Убедени се, новата година и Божик нема да ги дочекаат како и сега, со суви чешми.